Јас сум овде во прекрасната природа, трчав, завршив со џогингот и така над мене гледате месечината се појави. Така да шетајќи вака и трчајќи, всушност си викам, зошто ни е толку тешко на нас луѓето да сме во сегашниот миг, туку постојано да сме растрчани некаде во минатото, во иднината, а многу ретко да сме сега и овде. Можеби затоа што сега и овде, во сегашниот миг ни се случуваат предизвици во животот и за да ги избегнеме тие предизвици, затоа што не можеме да се ослободиме од емоцијата, ние бегаме или во минатото или во иднината, додека оваа убавина е распослана и ни е на дофат во секој момент. Лесно кажано, меѓутоа не е толку лесно нормално да се да надминуваат предизвиците. Меѓутоа, еден мој совет, како NLP тренер и коуч, секој предизвик може да се надмине или да се види позитивната намера од тој предизвик ако успееме да се одвоиме од емоцијата, затоа што кога ќе се одвоиме од емоцијата, ние всушност ја прошируваме рамката во која што се наоѓаме и од друг аспект, од друга перцепција можеме да ја погледнеме ситуацијата, што ни дава некаква нова можност или некакво ослободување. Затоа одвојувањето од емоцијата е секогаш многу важно во одредени ситуации, повеќето ситуации нормално во животот. Меѓутоа, одвојувајќи се од емоцијата и погледнувајќи ја ситуацијата од една друга перспектива, ние всушност сепак се чувствуваме себе си, всушност го допираме оној дел во нас, делот од нашата интуиција, од она повисокото јас, кое што всушност и најдобро знае што е најдобро за нас. Ја тоа метафорично вака го гледам како балониве, нели, што летаат, што се прават, нели, патувања со балони. Всушност емоцијата е она врекичките со песок, товарот, што го држи балонот доле на земја, кога ќе се ослободиме од емоцијата, балонот самиот ќе летне, така да колку повеќе високо лета балонот, имаме поширока гледка, поголема, се проширува рамката од која што го гледаме светот или ситуацијата под нас и е многу полесно. Така да, ослободете ги врекичките со песок и пуштете го балонот полека и слободно да лета и погледнете се себе си, животот свој, ситуацијата во која што се наоѓате од една поширока димензија. А јас ќе продолжам да трчам понатаму, затоа што се уште не го завршив мојот тренинг и да уживам во ова долга вечер во Холандија. Чао, чао!